Добро вечер. Централен дневник на регионалната К1. Поплави во Тетовско. Животите ги загубија 3 деца и 1 возрастен. Причината голема материјална штета. Владата на денешната седница одлучи погодените од поплавите првично да добијат помош од 30.000 денари. Утре и четврток прогласени денови на жалост во Тетово. За ова и останатите настани веднаш понајавите. Останете со нас. 13.000 работни места се креирани во производствените капацитети кои работат во индустријските зони. На езеро Младост ќе се градат мотели, продадени 4 парцели. Климатските промени се повидливи, глечерите непрекинато се топат. Нови брендови ја скенираат бизнис климата во Македонија. Компанија од прехранбената индустрија во очекување да ја обелодени својата инвестиција во една од индустријските зони во Македонија. 13.000 работни места се креирани во индустријските зони во Македонија. 1/3 од извозот од Македонија го создаваат компаниите кои работат во индустријските зони. Овој податок е охрабрувачки за домашната економија, но и за компаниите кои се уште размислуваат дали своите инвестиции да ги насочат во државава. Најголем процент од инвестициите отпаѓаат на автомобилската индустрија, но работите веројатно ќе се менуваат. Минатата недела, министерот за странски инвестиции Бил Павлевски, гостувајќи на државната телевизија, најави инвестиција од областа на прехранбената индустрија. Континуирано преговараме со многу компании во различни сектори. Баш во текот на оваа недела имавме посета од една компанија која фактички доаѓа од еден друг сектор, значи се работи за сектор во производствениот сектор, производство на храна. Квалификуваната работна сила, добрата патна инфраструктура, поволните услови за водење на бизнис се дел од мерките кои промоторите ги користат при средбите со можните инвеститори. Но велат дека сепак незначајно било мислењето на инвеститорите кои веќе работат во Македонија. Преговараме со други компании, исто така кои се добавувачи во автомобилскиот сектор, кои се надеваме дека до крајот на месец септември дека ќе донесат конечна одлука за инвестирање во Република Македонија. Пресметките од теренот покажуваат дека во Македонија 13.000 работни места се креирани во производствените капацитети кои работат во индустријските зони. Сите заинтересирани компании кои сакаат преку програмата субвенција на бруто плата да обезбедат оптимален број на работници, можат да достават апликација до Агенцијата за вработување. Со оваа мерка се овозможува вработување на најмалку 100 лица. Тече огласот за пријавување на заинтересирани компании кои преку програмата субвенција на бруто плата имаат намера да го обезбедат оптималниот број на работници. Висината на исплатените средства зависи од тоа дали работодавачот вработува работник со низок или висок степен на образование. Според оваа програма работодавачот по истекот на субвенционираниот период има обврска работникот да го задржи на работа најмалку уште 6 месеци. Со оваа мерка работодавачите може да добијат или 22 или 20.000 денари на месечно ниво државна помош за ангажирање на еден работник во трајање од 6 месеци и ќе имаат обврска по тие 6 месеци да го задржат работникот на работа уште дополнителни 6 месеци. Од владата апелираат работодавачите да искористат мерката која овозможува вработување на најмалку 100 лица. За реализација на истата неопходно е само работодавачот електронски да ја поднесе апликацијата до Агенцијата за вработување. Со едноставна пријава до Агенцијата за вработување на Република Македонија, работодавачот може да аплицира и воедно да го наведе и лицето, профилот на работникот кој што му е потребен, тој може самиот да го предложи лицето кое што сака да го вработи, а доколку нема таков предлог, тогаш Агенцијата ќе му помогне да му обезбеди профил на кадар кој што му е потребен да го ангажира во рамките на своето претпријатие.
Невработени лица кои до 18 години имале статус на деца без родители, корисници на социјална парична помош, жртви на семејно наследство. Ова се категориите од кои работодавачите ќе може да ги избираат работниците. Четири жртви, огромна материјална штета, Тетово ден по невремето. Продадени 4 од 5 парцели за изградба на мотели кај езерото Младост. Градоначалникот Славчо Чадиев вели дека дел од собствениците кои имаат купено парцели до општина Велес доставиле и целосен план за изградба, па наскоро се очекува да започнат со градежните активности. 4 од 5 парцели за изградба на мотели кај езеро Младост се продадени. Од општина Велес информираа дека во одреден период на овие парцели треба да бидат започнати градежните работи за изградба на мотелите. Градоначалникот Славчо Чадиев вели дека дел од собствениците кои имаат купено парцели до општина Велес веќе доставили целосен план за изградба. Уплатени средствата се знаат собствениците. Ние очекуваме и по најавата дека многу скоро за трите објекта ќе имаат почнување на градба, односно реализација, бидејќи собствениците на парцелите ги донесоа своите замисли, своите планови како би изгледало првично за да го запознаат градоначалникот што сакаат да градат на тоа место. Со изградбата на мотелите, туристичката понуда на Велешкото езеро ќе биде многу поголема, а езерото многу поатрактивно, вели Чадиев. Поволностите кои езерото ги нуди во поглед на туризмот дополнително ќе придонесе за поголем развој на ловниот, спортско-риболовниот, како и на транзитниот туризам. Ќе представува значено место, туристичко место во центарот на Република Македонија пред се за транзитниот туризам. Во меѓувреме, знаете дека тука развиен и ловниот туризам се повеќе и повеќе се развива, доваѓаат, најчесто се гости во соседните држави, претежно доваѓаат од Грција, во поново време слушам дека доваѓаат и од Бугарија и од Србија. Тоа значи дека и тој сегмент ќе биде опфанат со оглед на карактеристиките на тоа што сака да го понуди од изведувачите. Според градоначалникот, туризмот ќе се зголеми со изградбата на патот од автопатот кој директно ќе се поврзе со езерото Младост. Со завршувањето на сите овие активности, езерото Младост би го достигнал врвот во поглед на туризмот. Градскиот базен во Кавадарци ќе биде преуреден во модерен мини аквапарк. Овој проект се очекува да биде готов за во 2016 година и да биде ставен во употреба идното лето. Се очекува градежните работи да започнат веќе од септември по изворот на јавен приватен партнер. Кавадарчани до година ќе добијат аквапарк, ова го најави градоначалникот на општината Александар Панов. Градскиот базен е во собственост на општина Кавадарци после долгогодишен спор со концесионер кој пред многу години стопанисувал со него. Овие месеци во топлите летни денови им служи на граѓаните како место за разладување, а веќе до година во 2016 година на истото место ќе биде изграден аквапарк. Одлучивме да на кавадарчани им понудиме нешто поразлично од градски базен, а тоа е да се направи аквапарк со тоа што би ги имал содржините на аквапаркот, би ја задржал димензијата на олимписки базен, меѓутоа би ги имал сите оние други попратни содржини кои што би го направиле како аквапарк и згоре на се да биде во употреба 12 месеци, тоа е да се покрие тој базен. Олимпискиот базен ќе биде преуреден во мини аквапарк, а проектот ќе се реализира преку јавно-приватно партнерство. Градскиот базен ќе ја задржи досегашната димензија на веќе постоечкиот базен, но ќе бидат внесени нови содржини со кои ќе прерасне во аквапарк за да можат граѓаните да се разладуваат, рекреираат и забавуваат. Завршена е студијата за јавно-приватно партнерство, а досега веќе 20 интересенти се пријавиле за оваа работа. По одобрувањето на студијата од Советот за јавни набавки ќе биде распишан и повик за изнаоѓање на партнер, кој од септември по завршувањето на сезоната за капење ќе почне со градежни работи за да може аквапаркот да биде готов до наредната летна сезона. Четири жртви, огромна материјална штета, Тетово ден по невремето. Општина Неготино ќе издава одобрение за поставување на надписи и рекламни табли за патниот и заштитниот појас на јавните патишта и улици, согласно Законот за патишта и улици. Колешката Елица Радевска ги има деталите.
Поради зголемената потреба од поставување на надписи и рекламни табли на подрачјето на општина Неготино, и тоа во патниот и заштитниот појас на јавните патишта и улици, општината ќе издава одобрение за нивно поставување согласно Законот за патишта и улици. Факт е дека на улиците низ градот и тоа на повеќе локации се поставуваат рекламни табли со кои се рекламира одредена фирма или производ, но законските решенија велат дека претходно секое правно или физичко лице мора прво да добие одобрение од општината во кое се наведени условите за нивно поставување, надоместокот за користење, како и условите за нивно отстранување. Доколку се нема вакво одобрение, корисниците на рекламни табли и надписи според Законот за јавни патишта ќе добијат налог за сопствено отстранување на истите. Во спротивно, нив ќе ги отстрани општината и тоа на сметка на сопствениците. Во Македонија под мотото поддршка на доењето најдобар избор се одбележа Светската недела на доење. Целта е да се пружи поддршка на мајките и да се стави акцент на природното хранење на бебињата, особено во првите месеци од раѓањето. Под мотото поддршка на доењето најдобар избор, Македонија ја одбележува Светската недела на доење. Целта е да се пружи поддршка на мајките и да се стави акцент на важноста од природното хранење на бебињата, особено во првите месеци по раѓањето. Преку советодавни средби и едукативен материјал, здравствените работници работат на подигнување на свесноста кај мајките за бенефитот од доењето, како по здравјето на мајката, така и по здравјето на новороденчињата. Во Македонија ексклузивното доење е застапено со 23%. Имаме текстилни фирми, па мајките побрзо се враќаат на работа. Тоа ексклузивно доење до 6 месеца, како да е поднамалено, затоа што немат време за 6 месеци да бидат само на доење, па го комбинираат со доење и дохрана, инаку во претходните години, кога имаше навистина 9 месеци родилно отсуство, мајките го почитуваат тоа ексклузивно доење од 6 месеца, па после доење со дохрана. Затоа што мајчиното млеко до 6-тиот месец на бебето се што е потребно му обезбедува. Така да детето буквално нема потреба ништо друго освен доење. Веднаш по породувањето медицинскиот тим ги запознава мајките со техниките на доење и им се укажува на важноста од подој на децата во првите неколку часа. Меѓусебната комуникација со патронажната служба е особено важна, како би се овозможило успешно следење на растот и развојот на децата. Многу е важен емотивниот момент на мајката и тука сме ние тимовите кои на тоа треба да помогнеме. Треба да укажеме дека таа физичка поврзаност на бебето со мајката преку папчаникот се продолжува фактички преку дојката, така да бебе доено во прегратките на мајката е емотивно далеко постабилно, посигурно, не е изложено на болки, грчеви во стомачето, нема можност за бактериски инфекции, и постерилно тоа нема. Министерството за здравство ги следи препораките на Светската здравствена организација, како за поддршка и промоција на доењето, така и за имплементирање на забрана за рекламирање на супституентите на мајчиното млеко. Манифестацијата Тиквешки гроздобер оваа година ќе се одржи на 28, 29 и 30 август. Присутните ќе уживаат во убавата музика на Оливер Драгоевиќ, Ареа, Христијан Тодоровски, Наташа Малинкова и други. Традиционалната манифестација Тиквешки гроздобер оваа година ќе се одржи во последниот викенд на август на 28, 29 и 30. Хрватскиот кантавтор Оливер Драгоевиќ, македонската рок атракција Ареа, идолот Христијан Тодоровски, српскиот бенд Зараѓали Ексер, кавадаречката поп дива Наташа Малинкова и YouTube трибут бенд се само дел од музичките звезди кои ќе настапат на годинашното издание на традиционалната стопанско-културна манифестација Тиквешки гроздобер. Според информациите од организаторот, настапот на далматинската легенда Оливер Драгоевиќ е предвиден за во сабота на 29 август, веднаш по завршувањето на карневалското дефиле кое ќе започне во 20 часот од кружниот тек во Кавадарци. За во петок се предвидени концертите на Христијан Тодоровски, Ареа и Зараѓали Ексер, додека во недела публиката ќе ја забавуваат Наташа Малинкова и YouTube трибут бенд. Целосното сценарио за манифестацијата ќе биде комплетирано овие недели, а според информациите се очекува најмалку уште едно македонско име или име од екс-ју земјите да го потврди својот настап на годинашното издание на Тиквешкиот гроздобер.
Трагичните поплави во Тетово ги земаа животите на 3 деца и 1 возрасен. Од денот на пуштање во употреба на телефонската линија Ало докторе па до денес се оствариле над 45.000 повици. Вестите од Македонија. Поплавите го опустошија Тетовско. Штетите се огромни. 4 загинаа, меѓу кои 3 деца на возраст од 7, 14 и 15 години. 6-годишно девојче од Шипковица и 61 годишен жител на селото Лисец се водат како исчезнати и по нив трага и армијата на Република Македонија. Голем број повредени, поплавени многу домови. Материјалната штета е огромна. Владата на денешната седница одлучи да додели првична еднократна парична помош во висина од 30.000 денари на семејствата погодени од поплавите. Премиерот Груевски заедно со вице-премиерот Пешевски, министерот за одбрана Зоран Јолевски и за внатрешни работи Митко Чавков ги посетија кризните места веднаш по невремето. Наистина жалам за сето ова што се случи, правиме се што можеме, имаме направено максимална мобилизација на сите можни институции, како на централна власт, така и општинската власт е максимално мобилизирана, распространети сме на сите страни и правиме се што е во наша моќ да помогнеме на луѓето во настраданите места. Вице-премиерот Пешевски информираше дека државата ќе интервенира за да помогне во санирање на штетите на државниот како и на приватниот имот. Специјалната владина комисија веднаш излегла на терен, а во најкраток рок ќе се изврши проценка за тоа каде е направена штета, при што ќе биде направен список на семејства. Се ангажираше сета потребна тешка градежна механизација, багери, камиони, екипери, сето она што е потребно како опрема за на терен да се расчистуваат патиштата, да се санира инфраструктурата и да се обезбеди пристап до населените места на сите потребни екипи. Исто така, уште во текот на ноќта беа доставени и првите количини на вода за пиење во местата каде што за тоа имаше потребна, а создадени се и залихи за дистрибуција на вода во наредниот период, бидејќи во неколку од овие населени места дојдено до целосен прекин на водоводната мрежа. Градоначалникот на општина Тетово Теута Арифи информираше дека сите општински екипи веднаш биле на терен и било веднаш интервенирано за да се намалат последиците. За нас е клучно и многу од голема важност фактот дека владата денеска одржа оваа седница и ги донесе овие заклучоци, затоа што на овој начин покоординирано и заеднички можеме да им помогнеме на нашите граѓани кои се зафатени со оваа несреќа. Во Тетово утре и во четврток е прогласена ден на жалост. Со новиот предлог закон за безбедност во сообраќајот на патиштата се врши усогласување со европската регулатива, па се предвидува укинување на обврската светлата на возилата да бидат вклучени во текот на денот. Со предлозите се предвидува и дете помало од 5 години да смее да се вози на задното седиште, само на специјално детско седиште задолжително врзано со сигурносен појас. На совозачкото седиште ќе биде дозволено да се превезува бебе или дете помало од 2 години, под услов ако возилото нема заштитно воздушно перниче, ако воздушното заштитно перниче е исклучено и ако детето е во посебно детско седиште, поставено спротивно од правецот на движење на возилото. На телефонската линија за медицински совет Ало докторе од 15 септември кога почна да работи па до 1 август имало 45.330 повици. Од 27 јули до 1 август на линијата се јавиле 1175 лица. 22 доктори се достапни за медицински совет секој ден 24 часа, а јавувањата се од граѓани од сите градови на Македонија. На сите лица преку Ало докторе им е дадена соодветна медицинска помош преку здравствен совет и соодветна симптоматска терапија. Јавувањата во последната седмица се однесуваат најчесто за кардиоваскуларни и респираторни симптоми, главоболки, стомачен вирус и симптомна болка. Граѓаните бараат совети и препораки за заштита од високите температури. Процесот на селекција на кандидатите за полициски службеници започна денес. Истата најпрво ќе се врши преку проверка на физичката подготвеност. Министерот за внатрешни работи Митко Чавков, кој денес присуствуваше на физичките проверки, истакна дека на конкурсот се пријавиле 2622 кандидати, што според него представува солидна бројка, за да може од нив да се изберат потребните 600 по спроведените селективни процеси.
Физичките проверки ќе траат до петок, пошто следуваат останатите фази од тестирањето. Според полот на овој конкурс се пријавија 2091 маж и 531 жена, додека според етничката припадност 2080 кандидати се македонци, додека останатите 542 се припадници на останатите етнички заедници. Кон крајот на месецот се очекува целосно да заврши процедурата на селекција, по која би биле избрани 660 кандидати, кои ќе отпочнат едногодишната обука во Центарот за обука во Идризово. Паралелно со процесот на селекција на кандидатите за полициски службеници, ќе се одвива и селекцијата на 52 извршители со високо образование. Нови мерки постави британската влада за мигрантите. Топењето на глечерите достигна историско ниво. Вестите од светот во продолжение. Нови мерки за контрола на приливот на незаконски мигранти на влезот на тунелот под Ла-Манш и нивните обиди да преминат во Велика Британија, предложи британската влада. Британскиот шеф на дипломатијата Филип Хамонд по заседанието на владиниот кризен комитет Кобра истакна дека се на пат да ја превземат контролата врз оваа ситуација. Минатата недела го регистрирале пикот на доаѓање, но од тогаш бројот на мигранти се намалувал. Определени мерки кои ќе даваат резултат и чиј ефект двојно ќе се зголемува во следните неколку дена превземале француските власти и управата на Евротунел. Англиските граничари од вчера действуваат во командната сала на тунелот под Ла-Манш. Решена да покаже цврстина за решавање на проблемот, британската влада исто така предложи собствениците кои на нелегалните имигранти им издаваат станови под наем да можат да бидат осудувани на затворски казни. Топењето на глечерите достигна историско ниво. Една од причините за оваа појава е затоплувањето на климата, но последните испитувања објавени во научната ревија The Journal of Glaciology покажува дека топењето на глечерите продолжува и во случај на пауза од глобалното затоплување, пренесува МИА. Екипата која е задолжена да ги следи глечерите на светско ниво по собирањето на податоците на терен, користењето на сателитски снимки и споредувајќи ги со постарите резултати, покажува дека глечерите се топат просечно од 50 см до 1 метар годишно, што покажува 3 пати повеќе во споредба со проучените резултати забележени во 20 век. Резултатите од испитувањето доведуваат до заклучок дека ритмот на топењето на глечерите во последниве неколку години покажува дека тие продолжуваат и понатаму да се топат, па и во случај климата да стане постудена. Обвивката од вечниот мраз, која е се помалку раширена и потенка, нема доволно подлога за да ја зачува ниската температура. Тенискиот турнир Црна река Опен од утре во Кавадарци. Македонската пливачка Анастасија Богдановски со нов државен рекорд. Вестите од домашниот спорт избор на колешката Надица Бисиновска. 70 тенисери од 14 земји меѓу кои Македонија ќе бидат дел од тенискиот турнир за јуниори и јуниорки до 16 години Црна река Опен, кој од утре до 9 август ќе се игра на тениските терени на тенискиот клуб Црна река од Кавадарци. Според официјалната програма на овој исклучително силен турнир, кој е дел од календарот на Тенис Европа, свеченото отворање е закажано за утре во 19 часот. На турнирот, боите на Македонија ќе ги бранат вкупно 15 тенисери, меѓу кои се и кавадарчанките Теодора Мицева и Микаела Чејкова. Тимот од Автокоманда ги започна подготовките за предстојната сезона. Ракометниот клуб Металург вчера и официјално ги почна подготовките за новата сезона. Воедно, тимот од Автокоманда ги представи новите засилувања, со кои се надева дека ќе може да му парира на Вардар во битката за трофеј. Металург во новата сезона во меѓународни рамки ќе го гледаме единствено во Лигата на шампионите, додека тимот нема да биде дел од регионалната Сеха лига. Во меѓувреме, Вардар го засили и својот втор тим, откако во своите редови го донесе Мартин Манасков, кој претходно беше слободен играч, откако го раскина договорот со Металург. Вардар јуниор, предводен од татко му на Мартин Пепи Манасков, за прв пат оваа година ќе игра во најсилната Суперлига во домашното првенство.
Крилниот центар со македонски пасош Ричард Хендрикс дефинитивно ги пропушти контролните надпревари против Израел и Украина во Охрид. Новиот играч на шпанскиот евролигаш Уникаха на своите македонски соиграчи ќе им се приклучи на 5 август или 2 недели од стартот на подготовките. Според селекторот на жолто-црвениот тим, Хендрикс во наредните денови ќе тренира индивидуално со кондицијскиот тренер, а откако ќе биде комплетно подготвен, ќе биде уфрлен и на надпреварите. По Охрид, кошаркарите на 10 август ќе ги одмерат силите со Израел. 4 дена подоцна договорен е меч со Венецуела. Веднаш потоа, избраниците на Маријан Србиновски ги очекуваат 3 средби во Литванија, и тоа со домакинот Турција и Хрватска, а потоа 2 против Шпанија и Летонија. Македонската пливачка Анастасија Богдановски постави нов државен рекорд на светското првенство во Казањ во дисциплината 200 метри слободно и со тоа ја потврди Б нормата за Олимпијадата во Рио. Богдановски ја мина трасата за време од 2 минути 1 секунда и 28 стотинки, со што го собери и сопствениот рекорд кој го постави минатата година во Сент Мери. За 96 стотинки беше подобра и за олимписката Б норма која оствари во мај годинава во Шарлот Сад. Македонката заврши на 35-та позиција во квалификациите од 62 пливачки и беше втора во групата зад Ана Коларова од Чешка. Најдобра минутажа оствари американката Кейти Ледецки. Богдановски задутре ќе плива и на двојно покуса патека во слободен стил, а утре ќе настапи и македонскиот олимписки стипендист Марко Блажевски на 200 метри мешано. Рафаел Надал со победа во Хамбург, Джеймс Харден со примамлива понуда за рекламирање на патеки од компанијата Adidas, со која ќе заработи $200 милиони. Меѓународен спорт. Рафаел Надал уште еднаш ги потврди своите квалитети на турнирот во Хамбург, откако триумфираше во финалето против италијанецот Фонини. Шпанецот ја освои 67-та титула во кариерата, а 47-ма на земјана подлога. Сега на Надал му недостасуваат уште 2 трофеја на земја, за да се изjednači со рекордерот Гилјермо Вилас, кој има освоено 49 трофеи. Успехот на Надал докажува дека тој се уште е во форма за големи надпреварувања и се уште останува меѓу врвните тенисери. Титулата во Хамбург на Надал му донесе нови 500 бодови на ATP ранглистата. Со тоа тој успеа да ја добие 9-та позиција, а веднаш зад него заостанува тенисерот Милош Раоник. Джеймс Харден доби примамлива понуда од компанијата Adidas за рекламирање на патеки. Доколку прифати, Харден ќе заработи $200 милиони за договор во траење од 13 години. Договорот на Харден со Nike му истечено одамна, а оваа компанија има само неколку дена да го убеди кошаркарот да потпише нов, бидејќи веќе добил примамлива понуда од најголемиот конкурент за производство на спортска опрема. За кого и да се одлучи, Харден од спонзорството ќе инкасира $15,4 милиони годишно, сума која би можела да се изjednači со неговата плата која ја добива од Хјустон и која изнесува $16,8 милиони по сезона. Доколку потпише со Adidas, тогаш Харден ќе влезе во топ 5 најбогати договори за рекламирање на патики. Сончево и топло време имавме денеска. Во текот на ноќта услови за развој на облачност со пороен дожд и грмежи. Слично време не очекува и утре. Еве деталната прогноза.
Ви благодарам на вниманието, почитувани. Останете и понатаму со нашата програма.